Прво што направи Министерството за здравство цел да им помогне на операторите кои што делуваат во системот на безбедност на храна беше да го смени правилникот со цел да ги категоризира сите компании во зависност од нивната големина во три категории. Рокот, односно обврската на операторите да го применуваат системот ХАСА почнува од 1 јануари 2009 година. Меѓутоа, бидејќи ја земавме предвид влијанието на економската криза врз домашната, односно врз реалниот сектор во Република Македонија, ние санкциите за компаниите кои што не го применуваат ХАСАП системот ги одложивме до 1 мај со цел да го искористиме овој период, да компаниите се подготвуваат и Министерството за здравство преку Дирекцијата за храна активно да им помага во тренингот и во имплементирање на сите 7 принципи што ги содржи системот ХАСАП. Се разбира дека инспекторите се постојано на терен, тие интензивно работат, ги посетуваат сите компании, даваат совети како треба да го имплементираат системот. Меѓутоа, дозволете да пратам една порака до сите оператори дека не треба да подлегнат под влијание на одредени приватни консултантски куќи кои што со пари нудат услуги за имплементирањето на ХАСАП, бидејќи за тоа е надлежно Министерството за здравство и Дирекцијата за храна кој што бесплатно ќе им ја понуди таа помош на сите економски оператори.